Милионските тендери во ЕСМ, за кои им се суди на поранешни директори и нивни блиски, биле чисти, без никакви злоупотреби, тврдат сите обвинети во случајот Адитив. Освен Васко Ковачевски, кој е во бегство, тие седнаа на обвинителна клупа во новата судница близу Идризово. Најголем дел од нив ангажирале 2 до 3 адвокати да ги бранат. Негираат вина за сите дела што им се ставаат на товар: злосторничко здружување, перење пари, злоупотреба на службината положба и несовесно работење. Адвокатите тврдат дека ќе има вештачење од експерти кои што ќе ја побијат теоријата на обвинителството, дека обвинетите со злоупотреби на тендери за јавни набавки на адитиви го оштетиле државниот буџет за 6,4 милиони евра. Јас сум убеден дека во една законита постапка одбраната ќе докаже дека навистина спроведувањето на јавната набавка за која што се обвинети повеќе обвинети ќе докаже дека е согласно сите законски процедури и дека истата е законито спроведена. Наспроти ова, обвинителството со контратврдања. Обвинителката Наташа Трајкова на минатото рочиште рече дека ќе докажат организирано злосторничко здружување преку кое обвинетите се богателе на сметка на државниот буџет. Посочи дека обвинетите директори од ЕСМ, наместо да ја гарантираат енергетската безбедност на државата, работеле само за свој интерес, иако државата им доверила клучни позиции во енергетскиот сектор. Покрај ова, тие во криминалната шема ги вклучиле и своите блиски, роднини и познаници. Истрагата за Адитив откри дека еден од обвинетите, Небојша Стојановиќ, кој е поранешен директор на ТЕЦ Неготино, комуницирал со актуелната председателка на антикорупцијска Татјана Димитровска. Според сомнежите, таа со него споделувала информации за постапки кои се воделе против него во антикорупцијска, а кои беа потоа отфрлени од овој состав на комисијата. Истрагата за овој случај се уште е во тек. Обвинителството ќе докажува дека групата на чело со поранешните директори на ЕСМ, Васко Ковачевски и Васко Стефанов, и раководните структури во РЕК Битола, ТЕЦ Неготино и ТЕЦ Осломеј, преку пререгистрација на фирми и договарања меѓу економски оператори, местеле тендери за набавка на адитиви за јагнен, ги плаќале неколкукратно по повисока цена, а адитивите не само што не се користеле, туку биле и опасни по здравјето на луѓето. Според обвинителството, парите од сделките ги вратиле во оптек и ги прикривале преку трансакции и подигнување готовина. Во случајот се обвинети 31 физичко и 5 правни лица.